Благодарам. Повеќе ќе зборам, пријавен сум за дискусија, сега само на кратко. Колега Релоквенец, една потврда дека ова ви е дадено за да го поднесете, без да ја подценувам иницијативноста на било кој пратеник за поднесување на предлог закони. Кога сте во право? Сега кога го читате член 41 или кога сте го пишувале текстот од член 41, текст на одредбата од Законот за концесии и јавно-приватно партнерство што се изменува и дополнува. Од кај оваа алинеја, сега што не ја прочитавте, ја нема во основниот текст на законот, прочистениот текст? Од каде оваа алинеја? Во текст на одредбата од Законот за концесии и јавно-приватно партнерство што се изменува и дополнува алинејата: доколку се утврди престанок на интересот за исполнување на предметот на договорот на концесија, концедентот ќе го ослободи концесионерот од нејзино исполнување под услов истиот договорната обврска да ја реализира во полн износ во добро од општи интерес по претходно добиена согласност од владата на општината или градот Скопје. Ја има во предлог законот вие што сте го доставиле, као од вас, група пратеници. Не ја прочитавте и ја нема во прочистениот текст на законот член 41. Вратете го овој закон преку ној, така по скратени постапки, владата да се заскрива зад вас, завршена работа е таа. Немојте да бидете параван за нешто што смислила владата. Немојте да бидете параван и не смее да биде овој законодавен дом параван за нешто што смислила владата, за некои задни намери со овој закон. Уште од јануари месец министерот за транспорт и врски најави дека нема да се гради карго авионот. До сега владата не можеше да донесе измени и дополнувања, вас ве најдоа.